Вести на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски денеска беше во посета на Кавадарци за одблизу да го согледа текот на гроздоберот. Искажа повторно позитивна оценка и нагласи дека долгите преговори меѓу лозарите и винариите ги дале очекуваните резултати, но и дека релаксираниот откуп се должи на празните винарии поради зголемениот извоз како на наливно, така и на флаширано вино. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски уште еднаш оцени дека годинава проблеми со откупот на грозје нема, а даде и општа оценка дека годинава состојбите во земјоделството речиси во сите гранки се релаксирани. Тој дојде во Кавадарци уште еднаш да го согледа текот на гроздоберот, нагласи дека благодарение на успешната соработка со лозарите и винарите се вратила цената на грозјето од минатото, а не дека се работи за повисока откупна цена. До сега немаме ниту еден посериозен, би рекол, посериозна пријава на било какво прекршување на законот околу откупот на грозјето. Нити од индивидуалните земјоделски производители, нити пак од купувачите, заради тоа што имало своевремено и од нивна страна реакции. Значи, сето тоа е сега се одвива во една навистина релаксирана атмосфера. Нема ни прекршување на цената која што е истакната. Задоволство е тоа што за одредени сорти на грозје пак се врши исплата и веднаш после откуп. Значи, ги придвижиме работите во позитивен правец, за да може пазарот сам да ги регулира релациите помеѓу понудата и побарувачката. Штом тие се усклонат релации, тогаш е многу полесно и за Министерството само да ги следи случувањата. Те радува фактот што уште веќе во првата половина на февруар месец целата квота без царинска за извоз на пазарот во Европска унија беше исполнета. Значи имаме една динамика страшна и тоа страшно добра, и тоа не е само за оваа година случај. Значи тоа е веќе еден тренд кој што прогресира од година во година, ама на стабилни основи и кој што само се развива, оди во позитивна настока. Имаме зголемен извоз за пократко време по повисоки цени. Сега се наоѓаме во таква ситуација да имаше одредени винарски визби кои што си поигруваа со цената на виното кој што ги извезуваа, заради тоа што беше тоа со депресирана цена. Многу ниска цена, 18 евроценти за литар вино. Тоа е подценување на нашиот квалитет на грозјето и подценување на трудот на лозарот. Ниската цена на виното значеше и ниска откупна цена. Сега ги ускладивме сите тие работи полека. Имаме од 18 центи, сега веќе имаме цена од 40 евроценти за литар наливно вино и повеќе за одредени други поквалитетни сорти. Еве уште една информација, апсолутно сега не постои винарска визба која по било кој основ должи на лозарите. Освен Жумајлија, но и таму во соработка со Сдруженијата на лозарите се потрудивме да се следи документацијата за да може продаденото земјоделско земјиште со лозови населени 420 хектари да се добијат средствата кои што ќе бидат потребни да се исплатат лозаропроизводителите кои што имаат продадено грозје на бившиот агрокомбинат Џумајлија. Инаку, и оние преостанати винарски визби кои што беа, сега не ги именувам, во целост ги имаат исплатено обврските кон лозаропроизводители. Министерот искажа задоволство што годинава има значително мал извоз на винско грозје. Го намаливме извозот на македонското грозје заради тоа што во врзоста на соработката со винарските визби се обидовме целото да го откупиме и тоа е добро. Иако извозот на грозјето винско е некој коректив во формирање на цената, таа да биде повисока. Немавме потреба оваа година за тоа. Си го заштитиме домашното производство на вино, заради тоа што доколку се извезеше македонско грозје, тоа ќе беше конкуренција на нашето вино, кој ќе се преработеше и така надаму. Ама сето тоа повторно го изработивме во соработка со винарските визби, реци со производителите на грозје. Заеднички ја градивме стратегијата, не е тоа, како да кажам, единствена заслуга на Министерството. Тоа е, како да кажам,
круна на заедничката работа во која беа вклучени сите. И оваа година заедно со винското, винско грозје е извезено некаде околу 4 милиони килограми, што е навистина многу малку во однос на минатата година, може би 40% од извезени до сега зборам. Се уште е неизвестно дали годинава лозарите ќе ги добијат 2 денари за килограм предадено грозје во домашните винарии, што до минатата година се исплаќаа како дополнителна субвенција поради ниската откупна цена на грозјето. Димовски рече дека во оптек била повторно оваа мерка, но за тоа дополнително ќе се разговарало и одлучувало. Според министерот, годинава добро ќе поминала и бербата на најзастапената сорта смедеревката, бидејќи таа била барана од винариите. Димовски не ја исклучи можноста дека сегашната откупна цена за оваа сорта од 11 денари ќе се зголеми. Денеска започна со работа нова винарија во село Марена. Нова винарија почна со работа во квадречкото село Марена. Стартот со работа на винаријата изградена со американски капитал го означи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Димовски. Менаџерот на новата винарија Повардари Јаневски, Ѓорги Бебеџаков, го запозна министерот со плановите на винаријата. Се работи за винарница која сега има капацитет да преработи 1.000.000 килограми грозје во околу 700.000 литри вино. Но наша тенденција е капацитетот на преработувачкиот капацитет да се зголемува од година во година. Ке стартуваме со производство на наливно вино од повеќе сорти на грозје, а флашираното вино секако дека е во нашите планови. За виното што ќе го произведеме, веќе однапред имаме обезбедено пласман, појасни Бебеџаков. Бројни трактори со најзастапената бела винска сорта на грозје Смедеревка чекаа да бидат истоварени на откупниот пункт во Марена. Министерот го проба грозјето, за кое рече дека е стратешко за производство на вино. Продолжува проектот дисперзирани клиники во Кавадаречката болница. На детскиот оддел во наредниот период ќе доаѓаат лекари и специјалисти од клиниката за детски болести Скопје и Институтот Козле. Лекари од клиниката за детски болести во Скопје и од Институтот Козле во наредниот период ќе доаѓаат во Кавадаречката болница на детскиот оддел во рамки на проектот дисперзирани клиники. Овој проект Министерството за здравство го започна во почетокот на септември и засега се спроведува континуирано. Од почетокот на септември до сега на детското оделение прегледи вршеше професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог, специјалист уролог, општ хирург и оториноларинголог. Началникот на детско оделение, примариус доктор Лидија Димитрова, вели дека ваквите посети и прегледи се покажаа како многу корисни од причина што во полесните случаи за кој е потребен само преглед, работата се завршува во Кавадарци без да се патува во Скопје. Направен е распоредот на лекари кои ќе доаѓаат во наредниот период на детскиот оддел, па така на 24 септември прегледи ќе врши примариус доктор Лена Николова од Институтот Козле. На 16 октомври професор доктор Зоран Гучев, ендокринолог и генетичар од клиниката за детски болести во Скопје. На 6 ноември годинава примариус доктор Зорица Шаревска од Институтот Козле. На 7 ноември и на 21 ноември на детско оделение прегледи ќе врши доктор Емилија Шахпазова, детски нефролог од клиниката за детски болести во Скопје. Тие ќе вршат прегледи и консултации на дечиња кои ќе бидат закажани преку опцијата Мој термин од педиатрите на детско оделение. Потребно е родителите благовремено лично да се најават на детско оделение со специјалистички упат од матичен лекар. Веќе исследуваните дечиња треба да ги имаат со себе сите досегашни документи, ни рече примариус доктор Лидија Димитрова, началник на детскиот оддел. Европскиот ден без автомобили одбележан и во Кавадарци од страна на Општинското основно училиште Страшо Пинџур. Младите повикаа почесто да се возат велосипеди и ролери. Дел од одбележувањето на Европскиот ден без автомобили беше денеска и Кавадарци преку Општинското основно училиште Страшо Пинџур. Ако во Европа се почесто се слуша гласот за употребата на велосипеди, силна беше денеска и пораката на младите основци почесто да се употребуваат и кај нас велосипедите и ролерите.
Тие смислија добар спортски перформанс за да ја подигнат еколошката свест, а за целиот проект деталите ги има координаторот, оделенскиот наставник во училиштето Стефка Саздовска. Нашето училиште работи на проект интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Денешниот ден, Европски ден без автомобили, го одбележуваме кај нас во училиштето. Имаме позитивна порака до јавноста како да ја зачуваме природата да не биде загадена. Во овој проект се вклучени сите ученици од прво до 8 оделение. Учениците од прво до 4 оделение заедно со своите наставнички беа вклучени во работилници, подготовка на цртежи, моделирање, пораки, писмени состави, додека поголемите ученици од 5 до 8 беа вклучени во спортски активности. Надпревар со возење на велосипеди, надпревар со возење ролери, од 3 надпреварувачки категории, со што се стекна и со 3 први награди. Голема благодарност до директорот на училиштето, наставниците, родителите и медиумите и сите што подпомогна за така успешно да се реализира овој проект. Вие сте постојано во контакт со младите, колку сметате дека реално во секојдневието тие ги користат велосипедите и ролерите и ете делуваат во свеста на нивните родители автомобилите да се користат тогаш кога се најнеопходни. Јас сметам дека не се користат толку доволно, но со реализирање на вакви проекти, мислам дека допира до нивната свест. На истата тема и едно соопштение од полициска станица од општа надлежност Кавадарци. 22 септември е светски ден без автомобили. За таа цел од страна на полициската станица од општа надлежност Кавадарци, полициско оделение за безбедност во патниот сообраќај Кавадарци во деновите од 21, 22 и 23 септември ќе се превземаат повеќе превентивни мерки во делот на управување на патничките возила, односно даваме медиумско советување и предупредување да овие 3 дена се возат повеќе велосипеди со цел и граѓаните од општина Кавадарци и Росоман бидат вклучени во акцијата Светски ден без автомобили. На ден 23.9.2013 година во централното градско подрачје од наша страна ќе се одржи превентивна акција Чист воздух, тисина потек, во која од наша страна и представниците од општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кавадарци ќе бидат запирани возачи на велосипеди и делени брошури и мајци на возачите кои управуваат со велосипеди, стои на крајот од соопштението од полициска станица Кавадарци. Два месеци по објавувањето на прилогот за лошата состојба на улицата позната како Стрмната угорница на Голи оток, 4 возила заработија големи штети, велат жителите од улицата. Надлежните ветија целосно нов асфалт до крајот на 2013-та, што до тогаш прашуваат овие жители. Видно револтирани синоќа до нашата редакција со желба да им помогнеме нивниот апел побрзо да стигне до надлежните, вчера повторно реагираа жителите од улицата позната како Стрмната угорница на Голи оток. Нивната реакција беше помала незгода, но како што велат со голема штета на 4-то возило поред. До нас реагираа некаде по 19 часот кога возило поминувајќи низ улицата на која од снимката се гледа бројноста на дупките и нивната големина целосно го оштетило картерот. 2 месеци помина од првата наша реакција преку вашата телевизија, за тоа време 4 возила заработија големи оштетувања, ни рекоа вчера жителите. Преку вас, додаваат тие, надлежните ни ветија целосно нов слој на асфалт до крајот на 2013-та, но од ветувањето до денес ниту одговорно лице дошло да ја согледа ситуацијата, ниту пак има почетна трага дека тука нешто ќе се работи. Состојбата на улицата со секој ден и нов дожд е полоша, а во декември ниту очекуваме екипа за да асфалтира, оти тука ако падне снег, тешко се движат луѓе, а не возила, што до тогаш да правиме ние, прашуваат револтираните граѓани. Дека жителите реагирале до надлежните неодамна ни потврдија и од локалната самоуправа. Тогаш од секторот за комунални работи и урбанизам ни рекоа дека со годишниот план за 2013 година опфатена е и оваа улица. Нема да има крпење на дупките, туку целосна реконструкција на улицата со нов слој на асфалт беше ставот на локалната.
Потенцирајќи го ваквиот став вчера бурно реагираа засегнатите граѓани, прашувајќи дали треба да се случи поголема несреќа за да надлежните конечно реагираат. Ако пред гроздоберот интензивно се крпеа ударните дупки, можеше да се санира и тука. Сега ќе чекаме уште штети па наместо улицата, надлежните да ни ги поправаат возилата, велат жителите. Председателот на Здруженијето за зачувување на природата Аквила од Кавадарци, Томе Лисичанец, со обраќање до јавност. Во минатото, и тоа многу одавна, светските здруженија што се грижат за птиците, чија што миграција представува и ден денеска енигма за човештвото, ги обележуваа птиците со прстени. Порано само со овакви бели прстени, и кога некоја птица мртва, ранета, отстрелана и слично ќе се најдеше со прстен, се информираше преку орнитолошките здруженија на Југославија, кое што беше едино во Загреб. Сега птиците на другата нога носат и голем прстен, во зависност од тоа која птица е. Прстен на кој што има знак за државата и бројка. Овој прстен може да се види од голема далечина со телескоп па и со двоглед, и без да се вознемирува птицата или без она да загине, на база на тој прстен, здруженија како нашето може да ги информираат соодветните здруженија кои што ги обележале и ги испратиле тие птици во природата. Меѓутоа, сега во поново време, еве ова лето и во нашата држава, е вршен еден друг, многу посовремен, многу поефикасен начин на одбележување и не само одбележување, ами и пратење на текот на движењето на тие птици. Се работи за следното. Тоа го објавивме и пред неколку недели кога се случуваше, меѓутоа сега сакам поопштено да објаснам. Сега на разни здруженија пак од Европа и овдека кај нас во Македонија во соработка со нас и со Скопското друштво МЕД, извесен број на птици, особено од преселните или што се значени за природата, на грбот им се поставуваат овакви трансмитери, тоа е еден вид радиоемитери, кои што имаат батерии кои што се полнат со сончева енергија и трајат скоро до крајот на животот на тие птици. Така да, со помош на овие трансмитери, кои што се поврзуваат со сателитите, здруженијата што ги испраќаат, а и сите ние што ги знаеме нивните кодови на одбележувањето, можеме да ја пратиме положбата, движењето во секое време на целата планета. Ако сретнете мртва птица, која што на нозите има прстени или на грбот има оваква справа, ве молиме да бидете доволно цивилизирани и доволно хумани, да го извадите овој емитер или прстените, да ги донесете кај нас, за да може да дадеме и ние допринос за светската наука, која што се грижи за состојбата на целокупната природа, која што и текако во денешно време е загрозена. Календарски есента ќе почне во недела на 22 во 22 часот и 44 минути, ќе трае 90 дена и ќе заврши на 21 декември во 18 часот и 11 минути. Есента на северната хемисфера на земјата календарски почнува на 22 септември во недела во 22 часот и 44 минути. Истовремено на јужната полутопка ќе настапи пролетта. Есента ќе трае 90 дена и ќе заврши на 21 декември во 18 часот и 11 минути. На денот на почетокот на есента сонцето ќе изгрее во 6 часот и 27 минути, а ќе зајде во 18 часот и 38 минути.
На првиот есенски ден времето во Македонија ќе биде променливо облачно со услови за краткотраен дожд. Минималната температура ќе се спушти до 3-тиот, а максималната ќе достигне до 27-тиот степен. Во Кавадарци традиционално денот на есента се прославува низ основните па и неретко и средните училишта. Основците најчесто почетокот на есента го одбележуваат со културни програми или еколошки акции за чистење на училиштата и просторот околу истите, а во поново време и во име на есента присутни на еколошките акции, но со засадување на млади садници се и средношколците. Сепак најрадосни на доаѓањето на новото годишно време очекувано и овој пат ќе бидат најмладите од детската градинка Рада Поцева. Тие, како што ги дочекаа летото и пролетта, така со приредба ќе ја дочекаат и есента. Ќе пеат и рецитираат за нејзината златна убавина, жолтите паднати лисија, ветерот и есенскиот дожд. Според првите метеоролошки најави пак, дождот оваа есен нема да го имаме толку често. Тие велат дека до крајот на септември не очекува стабилно и прилично топло време, а есента ќе заврши без многу разлики од претходната. По Кавадарци делата на еден од најпознатите македонски ликовни уметници Ристо Соколов Сокол заминуваат во Велес. Таму јавноста ќе има можност да ги погледне во среда на 25. Во четвртокот на 19 септември беше затворена ретроспективната изложба на познатиот кавадаречки и македонски ликовен уметник Ристо Соколов Сокол. Во ликовниот салон на музеј галеријата Кавадарци 15 на дена бројните љубители на неговата уметност можеа да видат 60 негови ликовни креации, ретроспективен избор на дела работени последните 5 години, и тоа дела од циклусите Траги и Некогаш и денес, но и дела настанати последните 2 години, кои за прв пат беа представени пред ликовната јавност. Станува збор за дела работени од природни материјали во повеќе техники, но и дела работени со класични ликовни материјали, масло, акрил и слично. Оваа последна изложба на Ристо Соколов Сокол во Кавадарци ќе остане запаметена и по одличната посетеност и медиумска заинтересираност, што доволно зборува за константниот нагорен пат по кој се движи уметноста на единствениот кавадаречки самостоен ликовен уметник, кој со секој негово ново ликовно појавување пред јавноста ја потврдува оригиналноста на неговата уметност, но и врвната креативност во неговиот ликовен запис. Но овде не застанува неговото ликовно представување пред љубителите на ликовната уметност во Македонија. Веќе во среда, на 25 септември, во ликовниот салон во Велес ќе биде отворена изложба со дела од неговиот последен ликовен циклус Некогаш и денес, циклус во кој е направен неверојатен спој на неговата оригиналност и природните материјали користени во креирањето на делата. За изложбата во Велес самиот Ристо Соколов Сокол вели дека представува исклучителен предизвик, особено што од неа започнува представувањето на неговата уметност во повеќе престижни галерии низ Македонија и низ неколку европски држави. Изложбата во Велешкиот ликовен салон е под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија и на неа ќе биде представен посебен каталог изработен токму за оваа изложба. Времето утре ќе биде претежно сончево, ветровито и посвежо со температура до 28 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.